Драги дечиња, почитувани родители, наставници, следува видеолекција од македонски јазик. Оваа видеолекција се однесува на медиумска култура и во неа ќе зборуваме за филм и видови филми. Значи да започнеме. Филм. Првен погледнете ги сликите. Значи овде имаме филмски ленти. Сите имате гледано филмови. Така, погледнете ги лентите и да објасни. Филмот представува вид на комуникација. Значи, нешто меѓусебно разбирање. Вид на комуникација, пошто користи движечки слики, тоа се како овие на подолу на сликата, тие се движечки слики, и користи звук со цел да се раскажат приказни или да им се помогне на луѓето да научат нови информации. Звукот во филмот може да ги вклучува гласовите на луѓето кои зборуваат, звук создаден од музика и звуци од активностите кои што се случуваат. Тоа може да биде отварање врата, чекори, тропање на предмети, некои истрели и слично. Значи, или звукот може да биде од луѓето или од некои движења во самиот филм. Ова е филмска камера, погледнете како изгледа. И таа е она која што го создава филмот. И таа ги зема сликите многу брзо. Обично зема по 24 слики во секунда. Многу е важно да кажеме дека луѓето низ сите делови на светот гледаат филмови, кои раскажуваат приказни како форма на забава. Повеќето филмови се направени така што може да се гледаат на големи екрани. Тие сали се наречени киносали. Верувам дека сите знаете што представува, односно како изгледа една киносала. Доколку не знаете, можете да направите една посета со вашите наставници или со вашите родители за подобро да се запознаете. Сега овде имаме една слика, како што гледате, овој човекот ѕирка во некоја машина и да видиме што е тоа. Првите филмови се прикажани со примена на уред за гледање, пошто е наречен кинетоскоп. Значи, ова е кинетоскоп. Тој уред е сместен во голема кутија и дозволувал сликите да се гледаат само од страна на едно лице, исто како овој човекот. Преку еден отвор тој ѕирка и ја стартува машината со тоа што внатре во неа става паричка. Подоцна се јавуваат и други филмови кои што немаат звук. Тие се тие неми филмови. Доколку сакате да проследите еден нем филм, тоа можете да го направите подолу кај стрелката на сините букви и тука ќе можете да погледнете пример како изгледа еден нем филм. Видови филм. Филмовите денес, освен во киносали, како што кажавме, можеме да ги следиме преку ТВ приемници, компјутери и друго. Еве, ТВ приемник и компјутер. Според содржината која ја споделуваат, можеме да сретнеме филмови кои се наменети за целата публика и филмови кои што бараат надзор од родител и старател. Познати ви се овие знакчиња на сите. Значи, доколку имаме зелено знакче, тоа значи дека се програми, односно филмови кои што може да ги следи целата публика. Доколку имаме знакче обојно во жолта боја, значи со 8, со 12, па може да има и 16, меѓутоа толку да не наголемуваме, овие знакчиња ни означуваат дека овие филмови може да се гледат во присуство на вашите родители или на вашите повозрасни блиски кои што живеат со вас. Сега филмови според содржината. Имаме историски филм. Историски филмови се они кои што ни кажуваат за некои работи, односно филм за нешто што се случувало во минатото. Фантастични, овие се филмови кои што ни пренесуваат приказа за нешто што не постои, односно ја развива нашата фантазија. Авантуристички, тоа се филмови, дечиња, кои што ни раскажуваат некоја авантура, било тоа да се случува во некоја голема џунгла или еве овде имаме слика од филм кој што се случува во една од најголемите реки во светот, каде што има многу крокодили и други животни. Има љубовни,
сите знаете кога ни представува приказна каде што двајца се сакаат, комедии каде што актерите ни пренесуваат интересна содржина и ни предизвикуваат насмевка, односно пријатно расположение, и криминалистички. Тоа се обично оние филмови каде што имаме добри и лоши карактери и обично добрите карактери се борат да ги спречат лошите да прават лоши работи. Филмови според намената, значи, како што се наменети, може да бидат забавни, и тоа се филмови со забавен карактер, каде што има забавни елементи, уметнички, значи уметноста е во нив внесена, информативни, преку кои добиваме информации, и најважни се за нас едукативни филмови. Овие едукативни филмови се потребни да ги следиме затоа што преку нив ние учиме некои работи кои што се потребни за нашето однесување, за начинот на живот и така натаму. Има еден познат фестивал кој што се однесува на такви едукативни филмови, тоа е Крев, и доколку сакате да погледнете за што се работи, можете тоа да го видите на сините букви на следниот линк. И сега играни сериски филмови. Играни филмови се оние филмови каде приказната се емитува еднаш и може да бидат краткометражни и долгометражни, односно да траат кратко и да траат долго. Краткометражните траат неколку минути, а долгометражните неколку часа. Тие можат да пренесат приказна според вистински настан или приказна направена според некое дело и книга. Ево овде имате неколку филмови. Овде ќе спомнам за вас е доста интересен Спајдермен, сите го знаете. Хари Потер исто така, интересен детски филм, и овој Титаник е филм кој што е направен врз основа на вистински настан, во која што е пренесена на приказна за потонување на еден голем брод. Првиот македонски филм се викал Фросина. Тој е сниман во црно-бела техника со време траење од 79 минути. Тој е игран филм и во него е обработен печалбарскиот живот на луѓето и за трагичниот живот на оваа старица, оваа мајка. Сериските филмови се оние каде што приказната е пренесена во повеќе серии, односно епизоди. Епизодите траат по неколку минути и се емитуваат секој ден или еднаш неделно. Можат да бидат снимани врз основа на некоја книга или лектира за деца. Ќе спомнеме неколку сериски филмови, моментално актуелната Зоки Поки, потоа Близнаци, верувам дека гледате, сериски филм Наше мало, Волшебното самарче. Исто така сите овие сериски филмови можете да си ги, заедно со вашите блиски родители, да си ги побарете на YouTube и да ги погледнете. Документарен филм, тоа е образовен филм, значи филм кој што нешто не поучува, не го збогатува знаењето. И тој е сниман за образовни цели. Во него се обработуваат теми од историски моменти, значи нешто што се случило во минатото, од наука, спорт, од некоја славна личност, некој важен настан и слично. Имаме филм за животот и славата на Евена пејачот Тоше Проевски, филмот се вика По тебе. И имаме филм кој што доби номинација за Оскар оваа година, тој е филм за животот на Хатиче, таа е последната пчеларка, и тој е документарен филм, сите го знаете, се вика Медена земја. Цртан филм е филм кој е составен од повеќе илустрации, слики, кој содржи многу живи бои, возбудливи моменти и хумористични елементи. Цртаните се наменети за најмладата публика. Структурата на приказната на цртаните филмови, односно, што има во цртаните филмови, ќе ја објасниме преку следниве слики. Цртаните филмови може да не прикажуваат љубов. Ево овде на сликата ги гледате Мики Маус како и дава цвеќе на Мини. Таа е неговата симпатија. Потоа може да ни представуваат пријателство. Ова е едно многу интересно пријателство помеѓу мачето и глувчето, иако тие се бркаат, сепак ни даваат некои знаци како понекогаш и кога луѓето не се служуваат може да бидат пријатели.
и можете да го проследите на следниот линк, односно на овде кај што имаме сини букви, да го погледнете овој цртан. Праведност, ова се цртани филмови со суперхерои, кои што сакаат да спроведат правдата, односно да спроведат она што е правилно. Кралот Лав е познат цртан филм, кој што ни објаснува колку е важно да бидеме храбри. Значи, имаме содржини со каде што ни доминира храброста. И сега постојат едукативни цртани, се многу важни. Едукативните цртани ни даваат знаење, односно не учат како треба да се однесуваме. Исто така, едукативните цртани ни кажуваат и некои работи кои што ни се потребни за наставата, односно тие се состојат во содржини за букви, за бројки, за некои содржини од природни науки, од општествени науки и слично. BBC-те ја знаете, еве, можете да се проследите на YouTube и овде исто така најдовме еден едукативен цртан кој што се вика Јана и мечето Теди, и овој цртан филм е многу интересен, од него можете да научите да се едуцирате за многу содржини наставни и можете да го проследите на следниот линк кај сините букви. Сега да видиме што е анимација. Анимација представува брзо, многу брзо прикажување на делови од слики. Најчесто сите цртани се анимирани, односно се вид на анимација, затоа и ви објаснувам, бидејќи секој цртан содржи анимација и таа е креирана, може да биде креирана дигитално на компјутер. Има 2D анимација и 3D анимација. Разликата помеѓу 2D и 3D анимација е во тоа што во 3D анимацијата содржињето, односно самите делови се представени малце поживо, посликовито, и доека пак во 2D анимацијата ни се представени повеќе како со боите, со ликовите и слично. Почетоците на филмот кај нас, првите кинематографи, односно оние кои што почнале први да снимаат филмови, тоа биле браќата Манаки, Милтон и Јанаки Манеки, еве ги овде на сликата, убаво е да ги знаете. Првиот филм во Македонија е филмот Баба Деспина од 1905 година. Тогаш започнува македонскиот филм. Во чест на овие браќа, секоја година се одржува интернационален фестивал на филмската камера Браќа Манаки и тој се одржува во Битола во нивна чест. И за крај, можете со вашите блиски, со вашите родители, ако имате поголеми од братче или сестриче, можете да направите камера од картон и да си напишете некој текст, некоја приказна, да си играте актери, да си играте камермани, направете си еве ваква некоја камера од картон, од чаша, значи бидете креативни, како што сакате, можете така да си ја направите, можете да снимате детска емисија, можете да снимате вести, едноставно забавувајте се.